Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 508 издание, именувано како Макабре Филмфест број 20, односно вечерва ќе ви говорам за 6 актуелни филмови во серијата на епизоди на Данс е Макабре, кои што ги започна во период на COVID пандемијата. Препорачам на селектирана ревија на филмови која може да си организирате во безбедноста на вашите домови, баш поради тоа е именувана како Макабре Филмфест, која што го достигна своето 20-то издание. Традиционално селектирав две значајни крајови жанровски остварувања на почетокот, по кои ќе ви говорам за две мелодрами кои во преден план ќе ги имаат пред се coming of age елементите, меѓутоа едно е носталгичното навраќање на минатото, а другото е сместено во денешницата. На самиот крај на емисијата ќе отстапиме место на две документарни изданија, кои што овој пат ќе бидат од авторска, односно од Артхаус провениенција, од калибар на обсервациониот документарец. Најчесто се музички или филмски документарни филмови во рамките на овие изданија, но културолошките чинители се составен дел пред се од мелодрамите за кои што ќе ви говорам денес, па затоа ги заменив улогите на драмите и документарците, кои што сега тие ги имаат нагласените естетски вредности за ова издание, чисто колку ја држиме да биде малку по-забавно. Така што денес ќе ви говорам за Fresh X, Apollo, Disciple, Space Age Childhood, Metal Lords, Ascension и Kal. А на почетокот на емисијата можете да слушнете три композиции кои што се наоѓаат на албумот Leather Terror, односно тоа е последното студиско остварување на Carpetman Brut, односно тоа е проектот на Франк Уесо, кој што настапува под ова име, значи станува збор за француски Dark Synth артист, кој што на сцената се проби со тие три EP изданија по кои што беше прославено од 2015-та, потоа го издаде Leather Teeth, пред да излезе музиката за краткометражната ТВ серија, што ајде ќе ја наречеме дека е така, иако беше всушност еден филм, Blood Machines, како надоврзување на Leather Teeth, оваа година го издаде Leather Terror, со е прекрасна обивка на овој албум, од кој што имавме можност да слушнеме три одлични композиции и во продолжение ќе ја слушнеме Nightcrawler како составен дел од ова прекрасно албумско остварување, кое што има бројни соработки остварени со музичари од најразличен калибар, што само по себе сведочи за разноврсноста на овој Dark Synth артист и пред се инкорпорирањето на елементи од најразличните метал бендови со кои што тој соработува, без разлика дали се тоа Death Spell, Omega, Ghost и останатите бендови со кои што оди на турнеја, се разбира под силно влијание на музиката на Джон Карпентер. Така што во продолжение слушаме Nightcrawler од Leather Terror. Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои на политичарите. Секој издание е на мала победа против шумтот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва да кажеме помоќен дан со смртта по 508 пат. Јас сум Златко Ѓеревски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре, 508 издание, именувано како Макабре Филмфест, а во секое издание посветено на актуелни и квалитетни филмски остварувања, го напоменувам постоењето на тековниот избор на 50 најквалитетни хорор филмови, кој е составен од селектираните хорор филмови за кои што ви говорам во изданијата на Макабре Филмфест, листа која што до сега брои 11 наслови, а математиката вика дека ако помина едната третина од годината, тогаш многу ригиден е бројот на квалификувани филмови, што сведочи дека можеби и не е квалитетот на завидно ниво оваа година, бидејќи има премногу медиокритетни хорор филмови кои што беа промовирани од досегашните изгледани од моја страна 85 филмови, малку под квантитативниот просек, но многу под квалитативниот. Верувам дека до крајот на месецот ќе дојдам можеби до 100, ама ако една десетина од нив вреди да се реферира,
тогаш и самите ќе заклучите дека не ни тргнала годината како што треба, иако тие што се издвоени од баграта и тоа како вредат да се погледнат. Еден од нив е и филмот Fresh. Fresh е режисерско стварување на Мими Кейв, нејзин прв долгометражен игран филм, претходно го има работено прилично чудниот Весел, односно краткиот филм, има работено и музички видеоспотови. Снима филм за маките на младата девојка која оди на состаноци со погрешни момци, вклучувајќи го и последното момче кој што глуми Себастијан Стан, кој што има ненаситни апетити кои не верувам дека таа е подготвена да му ги задоволи. Стана збор за survival horror филм кој што како што сугерира самиот наслов вклучува месово игра, односно е канибалистички хорор филм, но не станува збор за човеко јадно преме, туку за модерен канибализам во софистицираното ни општество, кај што елитата си дозволува да вкуси од забранетото овоше, тука условно кажано сватете ја елита во наводници, односно забранетото месо во овој случај, кое е неспоредливо повкусно за разлика од останатите меса од животинско потекло. Мамецот го фрла со проблематиката на наоѓање на идеализираниот животен партнер или барем придружник за забава, меѓутоа тоа што изгледа премногу добро очигледно дека така и е. Кој што паете во оваа ситуација да ми ти бил потполно погрешен животен избор за неа и за која да е друга девојка во дадената ситуација. Преживувањето доаѓа во преден план кога протагонистката ќе заврши во групацијата на останатите девојки, тука филмот го прави тој жанровски пресврт од нешто што можеби би влегувало повеќе во рамките на романтичната комедија, односно на ромком филмовите, и тука се прави тој канибалистички пресврт, односно групација на девојки кои што се мезе на љубовџијата, што значи дека неизбежно е да биде испишано нејзиното име во неговото мени. Многу ми се допаѓа како ги бира социопатските улоги романецот и ужасно добро му лежат. Ако ви кажам дека еден од моите најомилени сниматели, кинематограферот на Ари Астер, односно Павел Погорзелски, го снима филмот, можете да претпоставите дека секој кадар е одмерен и кореографиран за да предизвика естетско задоволство, движењето пред се на камерата и композицијата, водејќи до едно барокно крваво финале, кое е одлично крешендо на тензичниот филм, кај што забија не клучва нечие грло во една ситуација, а делови од екстремитетите на заложничките се ручани, односно приготвени по рецептите кои што ги има еден Ханибал Лектор, односно стеновата улога е пандан на социопатот Оју, например. Во филмот влегуваме низ перспективата на ликот кој што глуми Дейзи Едгар Джонс, односно не ја знаете од ТВ серијата Normal People. Пресвртот се крие во соучесниците на овој манијак кој го допуштаат неговото канибалистичко однесување, објекција, така што филмот не се отклонува од дидактиката да го отстрани човеколикиот монструм пред се, иако злото ќе екзистира додека има луѓе што ќе го одобруваат и премолчуваат. Ова е пред се комичен, насилен, перфиден, со неколку силни коментари за модерниот егоцентризам на модерниот ловец и неговиот плен пред се, кои ги играат предодредените улоги во овој филм, односно ги земаат архетипите во преден план и ги первертираат за сопствените потреби. Филм во линија на Ready or Not или на Freaky, филм кој што играше на Sundance и беше откупен од страна на Hulu да биде дистрибуиран на стриминг каналот. Станува збор за вкусен хорор филм во секој случај, така што доколку сте заинтересирани за едно модерно хорор издание кое што го прави овој жанровски пресврт во хибридот кој што го има образувано со тропите од романтичната комедија и од канибалистичкиот жанр, тогаш Fresh е за вас. А во продолжение ја слушаме најавата за X. X е режисерско остварување на Тај Вест, 8-ми долгометражен
филм за него, односно станува збор за Мамлгор, режисерот кој што ја започна својата кариера со The Roost, Triggerman, потоа ги сними The House of the Devil, негово е продолжението Cabin Fever 2, односно Spring Fever, потоа The Innkeepers, исто така го режираше, и The Sacrament и In the Valley of Violence. Во најава е неговиот најнов филм Pearl, кој што веќе е снимен, односно тоа е приквел за хероината на последниот филм за кој што ќе ви говорам денес, пред да се нафати да глуми во порноводите. Во неговиот последен филм X не навраќа во 1979 година, кај што групација на млади порноактери, нивната екипа, одат во куќа во рурален Тексас да снимаат порнофилм, ама налетуваат на парна старци кои што кога ќе согледаат за што се дојдени младите, ќе почнат еден по еден да ги елиминираат. Вест важи за еден од тие Мамблгор режисери кои што во своите дела има афинитети да се навраќа на периодични творби и при тоа да ги имплементира реминесцентните елементи на филмскиот јазик кој е користен во овие дела, што значи дека испраксиран е во доловување на 1979 година низ филмската призма, правејќи еден одличен премин од снимањето на порнофилм во дадената ситуација именуван како Farmer's Daughter во слешер провениенција, значи уште еден хибрид забележуваме во рамките на ова издание, каде што се прави тоа жанровско прелевање на конвенциите, при тоа негувајќи ги високите естетски норми на кадрирањето на неговиот постојан снимател Елиот Рокет, кој што ни го доближи пред се пределот на Texas Chainsaw Massacre многу подобро од самиот Texas Chainsaw Massacre серијал, кај што гнасотијата се мириса во кадар со семејните тонови, што од секогаш било целта и смислата на TCM. Дадена е оддишка и при запознавањето со ликовите пред да бидат убиени, се држи до тие конвенционални норми за убивање на сите тие кои што се луцидни во таа ситуација, сите имаат раздивени либида, што се врзува повторно со тие канони на самиот слешер во иницијалната замисла на овој жанр, со оглед на тоа што тука делува како еден вид на маниакалност во склоп со потиснатата сексуалност, со по некој впечатлив визуелен потфат, како например што беа крвавите фарови при прикажување на убиката не баре се наоѓа на театарска бина, како и заводливото легнување до младата актерка. Тај вест користи зумови, кранови доли, значи прописно се реализирани убиствата со практични ефекти, што секако дека е за енорна почит, но имаше неколку отстапнувања на ликови вон кадар кои мислам дека требаше порадикално да бидат решени, заради тоа што овие бодежи и засеци нема да бидат препознатливи за пометење во слешерот, а слешер без препознатливи убиства не би требало да постои. Премногу е формулаично делото и тоа е доста формалистичко, ама прекрасна обланда содржи, за пофалба е боди позитив аспектот помеѓу пензионираните љубовџи, но да ги имаше убиствата од новиот Texas Chainsaw Massacre со визуелната естетика која веќе ја поседува, мислам дека ќе беше многу повпечатлив, односно добиваме форма без содржина со други зборови. И интересно е што вест пропагира slow burn хорор филм пред да почне да продуцира студиото A24 кој ќе го издаде филмот, кој е буквално препознатливо по естетски израз, така што се погодени еден за друг, кој што беше нападнат нели од новата итерација на Scream, затоа што е струја која се противи на слешерот во контекст на борбата за популарност во поджанровите во хорор жанрот, така што од сите филмови кои сум ги погледнал на тај вест, ова ми е атипично брз филм за него, очекува да биде поспоро, знаејќи го неговиот манеризам и оставајќи поголемо време за оддишка помеѓу кадрите. И немаше да бидам со резерва доколку имаше поекстремни и попечатливи убиства, иако потенцирам. Си ја научил домашната задача и снимил слешер по негов
подпис со сите канони, отстранувајќи ги најпрви момците, дозволувајќи да го предводат филмот трите силни женски ликови, глумени од Мија Гот, Джена Ортега и Британи Сноу, кои имаат дистинктивни типизирани ликови и право за подмолното снимање на приквелот за Pearl, кој се надевам дека ќе го добиеме наредната година најмалку. Филмот се прикажа на изданието на South by Southwest, што значи дека и Fresh и X се филмови кои, хорор филмови пред се, кои што го најдува своето место на двата најзначајни американски филмски фестивали, барем во почетокот на годината, кои што се од А-ранг, што говори за квалитетот на жанровските филмови, на кои местото им е на филмските фестивали кои што се рангирани од врвни дострели. Така што X-фактор не може да има секој, меѓутоа не може ни секој да сними филм како овој на Тајвест. Во листата влегува и хорор комедијата Studio 666, но и The Northman, за кој ќе си добиете рецензија во Видеологија, мојата друга емисија, која е филмот кој е силен конкурент за хорор на годината. Ќе ги има истите проблеми како што имаше и Dark Knight за категоризирање во хорор рамки, меѓутоа сепак и тоа е хибрид помеѓу фентази и хорор. Во дадената ситуација дури и акциони елементи имаме во изобилие, така што доколку новиот филм на Кроненберг не покаже заби, тие сметам дека два ќе бидат во силна конкуренција за избивање на оваа листа, односно за избора на 10 хорор филмови на годината. Ќе биде интересна борбата за титулата во секој случај. Тоа не значи дека не се препорачливи да ги погледнете, например, трилерот All My Friends Hate Me, потоа You Are Not My Mother, хорор филм за Changeling, Barbarians, домашната инвазија, потоа квази врколачкиот филм The Crust, мора така да го именувам, Екзорцизам од Гот, ако не се лажам, исто така превертирање на нормата на филмовите со екзорцизам, потоа хорор комедијата Let the Wrong One In, вампирски хорор филм, потоа технолошкиот хорор Choose or Die и го имаме, да го напоменеме, The Cellar, меѓутоа тие оперираат со добро проверени клишеа. Дел од нив има неоригинален, дел од нив имаат инвентивен пристап во поглед на превертирањето на нормите и догмите, кои е убав за гледање, убави се за гледање дефинитивно, но не и за фалење, со оглед на тоа што на сите по нешто им недостасува за да влезат, барем според мене, во најизвиканите 50 хорор филмови на годината. Меѓутоа, доколку сте заинтересирани за овие поджанрови кои што ви ги напоменав, во кои што тие се составен дел, тогаш дефинитивно треба да ги погледнете. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение слушаме музика од албумот Leaders and Liars, односно тоа е новото студиско остварување на Били Бајо. Од овој албум ќе слушаме Blackout, насловната тема Leaders and Liars и One Life to Live, односно ова е албум на Били Гразија Дей, тоа е вокалот и гитарист на Biohazard, така што ќе слушаме во овој блок музика од хардкор панк сцената на Њујорк, но не само од Њујорк, тоа ќе биде комбинирано, едно амалгамирање ќе направиме со една друга хардкор сцена, односно во Торонто, Онтарио, тоест канадскиот бенд Cancer Beds исто така издадува овој месец нивен нов албум, односно тој албум од Psychic Jailbreak, од некој ќе слушаме Radiate, Friday Night и Crocodiles, така што слушаме една комбинација помеѓу нешто што е во рамките на хардкор панк, на металкор, меѓутоа сработено на канадски начин, така што ова се момците кои што ни доаѓаат од Торонто со нивниот седми, ако не се лажам, албум кој што е Psychotic Jailbreak. Така што во продолжение ги слушаме Били Бајо и ги слушаме Cancer Beds. Уживајте во овие бендови, потоа се враќам да ви говорам за двете драми кои што ги одбрав за ова издание на Макабре Филмфест. Уживајте.
Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Дан се Макабре со своето 508 издание, именувано како Макабре Филмфест број 20, односно серија на епизоди посветени на актуелни и квалитетни филмови, а овој месец се одлучи да ви говорам за две мелодрами кои што допираат до домените на различни културни медиуми, што најчесто се димензии во кои што ги селектирам документарните филмови за нивно промовирање, но овој пат ги замени функциите и високите естетски норми кои ги резервирам најчесто за драмите, се извинувам, ги барав кај документарците, а забавните фактори кај драмите на рокада направивме за промена, со тоа што започнуваме со Apollo 10,5, односно Space Age Childhood. Apollo 10,5, односно Space Age Childhood е режисерско строење на Ричард Линклетер, односно негов 22-ти долгометражен филм, го знаете по неговото пробивање со Slacker и Dazed and Confused, потоа ја разви Before трилогијата и ги сними Waking Life, School of Rock, а Scanner Darkly, Boyhood, Everybody Wants Some, ако не се лажам. Mary We Roll Along, биопикот за Бил Хикс и за Џон Бринкли се во најава, филмови кои што ќе очекуваме од него, а денес двете драми кои што ги одбрав се во рамките на Coming of Age провиненцијата, така што и Линклетер си проложи во негов препознатлив манир да сними една Coming of Age приказна за момче кој израснува во Хјустон, Тексас, чии што татко работи во НАСА и сонува момчето еден ден да стане космонаут, предпоставувајќи дека пред да полета Apollo 11, тој ќе оди на тајна мисија на нејавена од страна на НАСА, како што можете да слушнете, за да го тестира слетувањето на месечината, затоа што им бил потребен астронаут со низок раст, односно дете, и пред светот да го посведочи пред се летањето на Apollo 11, тој има една собствена тајна мисија за која што никој не треба да знае. Филмот набрзо заклучуваме дека е една од многуте тиради на Линклетер, да не наврати на неговото носталгично минато. Овој пат фокусот е ставен на детската игра, која ја прикувале во 1969 година, капсулирајќи ја таа детска наивност, безгришноста со која што нели се препушта на авантурата да се истражи недопрениот универзум со помош на неговите стремежи и копнежи. Тоа значи дека низ перспективата на младото момче светочиме и на културолошката револуција во овој значаен период од американската историја, која им се случува. Виетнам, се појавуваат борците за човекови права и улиците се преплавени од хипици, кои ова семејство, кој уште го негува беби бумерството, ги согледува дека се во нивно обкружување и секоја сестрите на главниот лик си се пронаоѓа себе си во откривањето и на политичките гледишта, но и на нивната сексуална нарав. Така што пробудувањето не се случува само на мечтателот, туку и на останатите членови на неговото семејство. Линклетер во неговите филмови има силна нишка на романтизирање на минатото, така што тоа не е исклучок и во овој анимиран филм, правен со дигитална ротоскопија во манирата на Scanner Darkly и Waking Life, која е препознатлива за неговите дела, иако мене никогаш не ме воодушевувала, затоа што е прилично несмесна и делува како невешт отисок на некакво си избледено сеќавање, што за чудо е во функција на ова дело. Нараторот е Джек Блек со неговиот препознатлив глас, кој го прераскажува ова имагинарно патешествие до месечината, за кое јавноста не смее да дознае, што соодветствува и на детската бујна фантазија на момчето кое го заспива слетувањето на месечината и заминува на едно свое во неговите мисли. Ќе се поврзете со детските игри, кои што убеден сум дека сте ги играли и вие како мали, така што тука лежи и универзалноста на творбата. Уште еден од филмовите кои ви говорам денес, кои што беа прикажани на South by Southwest пред да биде откупен од Netflix и да заврши на стриминг сервисот. Забавна coming of age авантура која крие потрага по собствениот идентитет, но и совршена временска капсула која доловува едно дамнешно доба,
со полнежот на граѓанските движења и турбулентните превирања во историјата кои следуваат, помешани со желбата на едно момче да стапне на месечината. Снимете од Шейн Ф. Кели ги работи интеракциите на актерите на грин скрин пред да бидат анимирани во постпродукција за да соодветствуваат на духот на детските анимирани филмови кои за возрастните би биле можеби пренаивни, посебно кога немаат кој знае каква тежина во разработката на проблематиката која што ја посочуваат, но ќе си го најде овој филм конкретно својата млада публика широм светот благодарение на овој стриминг сервис кој што е достапен на 220 милиони претплатници, така што доколку сакате да погледнете едно coming of age остварување за најмладите, тогаш Apollo 10 Apollo Space Age Childhood е за вас. А во продолжение слушаме најавата за Metal Lords. Metal Lords е режисерско остварување на Питер Солет, негов четврт двуметражен филм во Nick and Nora Symphony Playlist и Freeheld, а во најава е неговото ново остварување кое што ќе биде адаптација на Minecraft. Питер сними coming of age филм во кој двајца другари од средно училиште сакаат да оформат бенд и да учествуваат во борбата на бендови и при тоа искушени се да земаат виолончелистка во својот состав по неколку неуспешни интеракции за изнаоѓање на басист кој што ќе може да го прати нивниот ритам, а што нема да биде по ќеф на тврдокорниот металец, тој Gatekeeper, кој што јас сум го сретнал лично и во парк, и на црква, и на љубов, и може би уште се наоѓа на сепарињата во парк, за кого постои само метал и ништо друго, кој што се дружи со гикот само затоа што сака да најде пријател и дружба, барем таква е интеракцијата во пријателството од страна на овој гик, а при тоа го засакува тапанот како инструмент и кога ќе научи прелази и разна ритмика, конкретно полифона, не може да свири повеќе Maroon 5 со истите тие удари, едноставно не може да се поврзе со поп-бендовите и го води адреналинот да свири метал. Третиот член на ова одметничко друштво, помеѓу нели металистот, односно металецот гитарист и гикот тапанар е повлечената британка која што се бори со биполарноста, односно аксиозноста, но затоа наоѓа простор за излевање низината фрустрација во рок-н-рол музиката, а го владее виолончелото како да свирела цел живот во апокалиптика. Не сум презадоволен од преосветленото кадрирање на Амнет Хайлмик, кое што повеќе одговара за наивните ТВ комедии, но и на визуелен план се доловуваат комичните агенции на делото, а металецот Рамин Джавади не треба да се зачудени зашто ја компонира музиката за ова дело, бил и уште еден од ликовите на филмот, како и мене, како и сите металци и металки, па затоа учествува и во делото, композиторот на Game of Thrones и Westworld, со оглед на тоа што нели самиот режисер е составен дел од пишува од сценаристите на Game of Thrones, иако во текот на филмот гледаме една прекрасна монтажна секвенца како се изучува War Pigs на Black Sabbath, да ја свират членовите на бендот, за борбата на бендовите мора да се свири се разбора авторски материјал, кој што ако ги надмине предрасудите кои што ги има гитаристот за виолончелистката конкретно, може да согледа дека се опасно трио, кое никој не може да ги победи ако соработуваат. Со оглед на тоа што Том Морело не само што е музички консултант во едно комплетно неочекувана халуцинаторна сцена се појавува и во филмот, заедно со Кирк Хамет од Металика, Скот Ајан од Антракс и Роб Халфорд од Judas Priest, од кого најмалку очекував да даде еден љубовен совет, но искусно е рокериштето несомнено, си знае како треба да биде односот помеѓу љубовџиите. Филмот има можеби една од најдобрите музички селекции на композиции кои се реферираат во него. Погледнете ја само листата на песни за изучување кои што треба да ги владее малтене секој гитарист и тапанар, односно тоа е листа која што се содржи Guns N' Roses, Megadeth, Slayer, Anthrax, Rage Against the Machine, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Pantera, Sepultura, Emperor, Slipknot, Tool, Meshuggah, Opeth, Mastodon, Lamb of God, Avenged Sevenfold, Gojira,
бендови со чишто албуми јас лично сум израснал и не би бил тоа што сум денес без дискографиите на овие бендови, така што ме погоди во срце, ако ништо друго, музиката која треба да ја совладаат овие млади музичари, но филм кој содржи Зелен Ардор во своја сцена говори дека воопшто не е бајат изборот на бендови, штом пред неколку емисии го презентирав нивниот нов албум, така што е свежа музичката селекција и е реминесцентна за сето тоа што денес се преслушува. Така што ево дослухи со модерните текови на метал сцената, но не е тоа предимство во делото кое што доаѓа од домените на Coming of Age норматива, значи содржи потрага по сопствените музички афинитети, надминување на своите предрасуди, разглобува металски проблеми, има потрага по љубов и свирење на тоа што некого го исполнува. Така што ќе добиете Lords of Chaos и Heavy Trip, меѓутоа во ромком верзија, односно филм кој што на најдобар можен начин ги доловува проблемите на металскиот гейткипинг и потребата на отпадниците, односно маргиналците на општеството да се обединат во нивните убедувања, демонстрирајќи дека со соработка се доаѓа побрзо до зацртаниот дострел, односно со соработка и меѓусебна почит пред се, чинители кои очајно се потребни на домашната метал сцена пред се, соработка наместо завист и токсичен гейткипинг. Сите не спојува љубовта кон метал културата, така што богатство е секој да слуша што милува, без осуда, посебно не од тие што општеството ги осудува, нели, да не бидеме злоупотребувачите, ако веќе сме злоупотребени од околината. Металските маки ги образложи и сценаристот на овој филм, односно како што веќе ви напоменав, D.B. Weiss е сценаристи на Game of Thrones. Палете Netflix, не паламудете и гледајте го овој филм. А покрај него овој месец, односно покрај Metal Lords, ги изгледав и The Girl and the Spider, Belle, The Restless и Coast ги погледнав од мелодрамите конкретно кои што се во рамките на овој сегмент каде што ги издвојувам драмите, па може да заклучите зашто не селектирав некој од нив да биде анализиран во ова издание, кои што имаат своји погодности, несомнено, но се делумно фалични филмови баш поради тоа што ни нудат некаква си нова перспектива во удобноста на избраните мелодраматични тропи кои што ги разработуваат, односно ги препишуваат во веќе готов облик. А тука може да направиме на музичка пауза и да слушнеме музика од еден од бендовите кои што се реферирани во Metal Lords со оглед на тоа што има нов албум. Односно на листата на бендови кои што ги прочитав, кои што се задолжителна лектира за сите музичари, конкретно за музичарите во Metal Lords, се и Мешуга, кој што во изминатите недели го издадоа нивниот 9-ти албум Immutable, од кој што ќе имаме можност да ги слушнеме Broken Cog, The Abysmal Eye и Light the Shortening Fuse, односно три композиции кои што се наоѓаат на ова моќно студиско издание на шведскиот прогресивен метал бенд кој што е оформен 1987 година и има една богата музичка историја зад себе и се еден од најзначајните метал бендови на денешницата кои што ги практикуваат пред се прогресивните влијанија во нивното музицирање. Така што слушаме три композиции од нивното ново студиско издание Immutable. Уживајте во Мешуга и се враќам утре да ви говорам за преостанатите два документарни филмови за ова издание. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 508-то издание на емисијата Дансе Макабре, во која што ви говорам за 6 актуелни филмски остварувања, односно се рецензирани во рамките на ова издание, а за самиот крај, како што веќе ви напоменав, ги оставив артистичките вредности за документарните филмови овој пат, затоа што најчесто тие се составен дел од уметничките медиуми, најчесто за филм и музика, но што мелодрамите ги има тие истакнати чинители, редно време беше и документарците да ги преземат спротивните наличја, со оглед на тоа што двата се пред се обсервациони документарци со една мала дистинкција, затоа што во едниот се обсервираат луѓето, а во другиот животните. Така што започнуваме со луѓето, односно започнуваме да ги наблюдуваме ликовите, односно субјектите во Ascension.
Ascension е режисерско остварување на Джесика Кингдон. Таа е режисерката на бројни кратки документарни филмови, иако овој е првиот долг на неа. Таа снима еден обсервационен документарен филм кој што со помош на монтираниот нанис на снимки од работењето на бројни фирми се образува мозаикот во потрагата по кинескиот сон. Имено сведоци сме на едно модерно кинеско општество во кое работниците и работничките не смеат да се одделат од машините пред се за да се достигне саканата норма и се збогати корпорацијата која што нели го составува мобилниот уред кој што го држите моментално во вашата рака од регрутирањето на работници на кои им се ветува дека ќе бидат платени 150 денари на сат со можност за повремено да седнат наместо да работат полно работно време на лента на нога, што е универзално поимливо за сите држави кај што се експлоатира работникот, налик Оскаровецот American Factory и практикувањето на работата на кинеските фирми ширум светот, вклучувајќи и нашата држава. Ова е веќе препозната нивна методологија за експлоатирање на вработените. Тоа значи дека ќе погледнеме како ужива во придобивките од трудот и раководството, кое умее вербално да се закани за да не се отпушти нели работникот, да не се опушти со оглед на тоа што може да биде отпуштен, мотивирајќи го со наивните слогани дека се работи за доброто на државата, овозможувајќи му ги кичарајските прослави за како негова награда за дадениот труд и жртвата на времето кое што потроши за фирмата. Фасцинантно е составувањето на куклите за сексуално задоволување од страна на вработените жени, кои ги склопуваат пред се нарачаните гумени жени, кои ги преферираат, односно се субститут за нив и најверојатно комуницираат за тоа како поверодостојно да бидат представени, односно како да бидат склопени за да одговараат за потребите на нивните нарачатели, што е една прилично комична ситуација. Абсурдот се постигнува и со тимбилдинг активностите на тепаните вработени во кетеринг индустријата. Не е овој филм за жал метафоричен како Барака, Самсара или Каци трилогијата на Готфри Реджио, која што започна со Којан из Каци, се инсистира на долги статични кадри, нема употреба на нарација, што допушта на гледачот да си склопи сопствено видување, како што ете тоа јас го направив, на овие фрагменти од насликаната работна средина на денешна Кина, доловена во впечатливи широки планови. Филмот ја имаше својата премиера на Трибека и играше на Докаве, Фрейнден, Сталин и бројни светски филмски фестивали, номинирајќи се за еден Оскар оваа година и готом награда, губејќи од музичкиот документарен филм Summer of Soul, за кој што ви говорев во претходните изданија на Макабре Филмфест, во миот кога тој филм стана достапен, а денес е го освои Оскарот за најдобар документарен филм. Меѓутоа, Ascension исто така е еден визуелен деликатес кој што треба да погледнете со оглед на тоа што нуди пред се една продорна визија за каква е Кина која што се представува, каква е Кина всушност и каква Кина ќе погледнеме во иднина доколку се продолжи со овој процес на експлоатирање на работниците и давајќи им го заслуженото, условно кажано заслуженото, ставете го под наводници со оглед на тоа што сите се согласни дека така треба да функционира ова подмачкана кинеска индустрија. Така што погледнете си го самите овој филм и пресудете за неговите квалитети. Во продолжение слушаме најавата за Као. Као е режисерско остварување на Андреа Арнолд, пети долгометражен филм по Red Road, Fish Tank, Wuthering Heights, American Honey, се разбира има работено и кратки филмови и ТВ серии, снима документарен филм кој што го опфаќа животот на една крава во фарма.
од ова експликација би се гледале дека е прилично симплистичка премисата на овој обсервационен документарен филм, кој што подразбира доближување до колоквијалното постоење на животното во фармата. Најблиска паралела може да се направи со Гунда на тематско рамниште се разбира, меѓутоа пристапот на снимање е комплетно различен, затоа што тука исклучиво се кадрира на рака, најблиско што може до субјектите, за разлика од одмереното и дистанцирано снимање на Гунда со фиксираните камери. Тука Андреја го следи раѓањето на телето и одземањето од мајката, која што не може да си го најде во трлото, но млеко мора да се молзе, а телето го чека одделен живот на друга фарма со останатите телиња. Се разбира штом застане на неговите нозе прикажан е цикличниот процес во кој се остава кравата со бикот насамо да се парат додека има огномет над и во шталата, за да продолжи циклусот на нова рожба и одземање на младото, додека се донесе одлука дека кравата е нефункционална за употреба, кај што следува стравичен миг, кој не сменен ќе го фати секој гледач, иако е логична конклузија во капиталистичкото општество, затоа што животните се третираат како цифри, кои кога ќе редуцираат нивната полза, стануваат потрошен материјал, малтене слично и со кинезите за кои што ви говорев во претходниот документарен филм. Сведочиме на плачот на мајката по одземените чеда, која е заглавена во циклусот на создавање, принова и давање на млеко, додека не истече нејзиниот рок на употреба. Секако дека филмот содржи една ангажирана нишка за сите вегетаријанци, затоа што тоа е животното кое ќе го нарачате во вашите елитни ресторани, меѓутоа поголемиот проблем е екзистенцијален, затоа што нејзиното постоење се сведува во служба на човекот кој го храни животното, точно, а за возврат добива послушен роб, кому му го одзема најмилото. Буквално паралелата која се вперува е што доколку на овој начин би се третирал човекот од страна на животните, така што во тој случај дистрибутерите на хорор филмови AFC и тоа како ќе имаат хорор филм во своите раце за дистрибуирање, меѓутоа сепак тие го имаат као и филмот имаше премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа се прикажа Telluride, Busan, BFI Hot Springs, Ген, Чикаго, EFI, DOC, NYC, IDFA, Амстердам. Има една BAFTA номинација, односно на бројни фестивали на документарен филм играше, меѓутоа и на игран филм. Затоа што, иако нема нарација, јасна е драматуршката структура на делото, кое многу лесно ја впрегнува поврзаноста со аудиториумот. Признам дека оваа година имам погледнато мал број документарни филмови, 30 се во прашање, но овој месец можам да ги издвојам астрономскиот The Hunt for Planet B, берзашкиот GameStop, Rise of the Players и комичниот Jackass Forever, кој може би во некоја наредна можност би проговорил подетално. Овој пат просто растапив за обсервациониот документарен филм со два екземплари кои што се прилично впечатливи и нужни за гледање. Односно во текот на 508-то издание на Дансе Макабре ви говорев за жанровските Fresh и X, потоа драмите Apollo 10,5, A Space Age Childhood и Metal Lords и документарните Ascension и Cow. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од албумот The Shame Should Not Be Mine на Gold, односно станува збор за холандска артистка која што прави една своевидна своевидно амалгамирање, хибридизација на електронска музика, постметал, пост-рок, трип-хоп, односно неофолк, како веќе така сакате, или па дед госпел, музичкиот поджанр кој што е прилично популарен денес, така што е една бизарна комбинаторика на овие движења. Од овој албум ќе слушнеме Like Magic, Spring и доколку имаме време одличната Invisible и Notes on How to Trust. За крајот на емисијата, кој што е посветен на Gold. Јас сум Зако Ѓелески и го затворам 508-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот.